Секое доаѓање овдека во судот, речиси секојдневно, еве сега од 8 дена во 6 дена треба да бидам на рочишта за 3 или 4 различни процеси. Секој ден се соочуваме со нови неправди и се повеќе се чувствувам како во едно од врвните дела посветени на абсурдот, процесот Кавка. Еве денеска да речеме, имаше еден од обвинетите кој што е болен, кој што достави лекарско уверение, мислење од специјалист од клинички центар, издадено боледување од матичен лекар, дека треба да мирува и не сме да се извложува никаков физички напор. И за него, замислете, обвинителството побара притвор, затоа што човекот е болен. Значи тој треба да лежи притвор, бидејќи се разболел, и тоа го потврдува и специјалист од клинички центар и неговиот матичен лекар. Судијата не одреди, меѓутоа самиот факт што обвинителството се дрзна да бара притвор за болен човек укажува на забеганоста на ова јавно обвинителство. Или да речеме вчера, она што вчера се случуваше, кога судијата одлучи да го продолжи процесот вон работното време и го тераше рочиштето до 18:30 часот. Знаете, за мене не е проблем да останам колку треба. И до 20, и до 24, и така натаму сум работел и имам можности да го вршам тоа, но доколку тоа е за сите. Во овој случај имаме ситуација кога за никого друг не се останува после работното време, буквално за никого, ниту за најголеми убици, терористи и така натаму. Секогаш судењата завршуваат некаде најдосна околу 15 часот. Само во случаите каде што сум јас, еве како вчера, имаме пролонгирање додека не ја завршила замислената оврска судиката, и за никој друг во државата било кога во минатото. А што е најинтересно, можеби и најиронично, истиот пар на судии што вчера направи на некој начин е скандал со продолжување на рочиштето во работното време, и пар на судии кој што го суди Заев. И му закажува на месец и пол два и за 15 минути завршува се. Така што, навистина, се поабсурдно станува целата ова работа поврзана со СЈО и со судството. Очигледно е дека судиите имаат добиено политичка агенда и мораат да исполнуваат. Меѓутоа, вчера имаше еден интересен момент кој што е добро да го искоментирам, а тоа е што тројца сведоци на предложениот СЈО сведочеа целосно и безрезервно во наша корист, односно ги демантираа наводите на СЈО. Имено вчера слушнавме од сведоците дека целата постапка за набавениот Мерцедес била согласно закон, дека никој не им вршил никаков притисок на комисијата која што одлучувала за набавката, никој од обвинетите, и дека практично дека се било согласно закон, што е спротивно на наводите што СЈО ги кажа. Исто така, самите сведоци укажаа на неопходноста, на нужноста од набавка на такво возило, на недостатокот на такви возила, на тоа дека и преостанатите две кои што ги имале се стари, произведени некаде 96-та година, дека често пати ги оставале VIP гостите на сред пат некаде низ Македонија, па морале или да праќаат возило доколку друго возило блиндирано доколку има на располагање, или пак да ги возат во небезбедно возило. Уште поинтересно беше што сведокот кој што практично е раководител на компанијата која што го продава возилото, укаже дека за прв пат во неговата кариера, односно во сиве овие години на постоење на нашата држава, за прв пат ваков вид на возило, безбедносно, блиндирано, заштитено и така натаму, државата го набавила со тендер. Затоа што законот овозможува ова возило да не се набавува со тендер, туку директно во директна спогодба помеѓу државната институција и фирмата која што го набавува. Што укажува дека доколку било кој сакал да направи некакви неправилности или нешто да оствари некоја цел, Министерството за внатрешни работи имало можност тоа да го направи, да набави возило какво сака, од кого сака и по цена што ќе ја договори директно без тендер. Но тоа не го направило. Наспроти дадената можност во законот, Министерството отворило јавна постапка, јавен тендер и така натаму, што уште еднаш покажува за какви абсурдни
обвинувања и судења станува збор и со какви апсурди се соочуваме во овој суд, кој што се повеќе се прераснува во суд на апсурдот. Во театар на апсурдот, ако сакате. Пробувате ли да ги одложите рочишта? Не, па, како што гледате, јас досега, фала му на Бога, ниту едно рочиште не сум пропуштил. Ниту едно. А ги имам кој знае колку, не сум ги броил, може би 50 на досега. Дали господин Мицковски се консултира со вас за неговите одлуки и за неговите изјави пред јавноста и колку сте задоволни со неговата работа досега? Јас со господин Мицковски ретко се гледам, така што тој самостојно си ја води партијата. Друго дали имам? Па не би оценил, сега е тоа ново раководство, си има своји приоритети, во почеток на своето работење треба се остави време луѓето да ги покажат своите капацитети, своите идеи за сето она што го замислуваат и за сега не би дал никаква оценка, би оставил време да се докажат за своето работење, односно да ги покажат своите идеи и своите капацитети. И верувам дека работите ќе одат во добар правец. Господине Груевски, вие во оваа фаза ги оценувате сите постапки и на СЈО и на судот со да речеме како незаконски, меѓутоа тие се движат, да речеме, кон крајот. Што очекувате за некои дела за кои што сте обвинети, има и затворска казна? Што вие очекувате? Знаете што, ако се работи по закон, не само што не треба да не осудат, туку требаше да нема воопшто судење. Требаше судот во старт да ги отфрли овие обвинувања, односно не требаше да има ни обвинувања. Затоа велам, ова стана еден вид театар на апсурдот. Ако не се работи по закон, се е можно. Нели, кога имате заробено судство, се е можно. Но да оставиме можност за судиите да работат по закон. Ви благодарам.